Изминатија 2 дена присуствувам на 10-тиот неформален состанок на министри во рамки на Брдо процесот во Портorož во Словенија на покана на министерот за внатрешни работи на Република Словенија господинот Алеш Хојс. Заедно со мене во делегацијата е државната секретарка на Министерството за внатрешни работи на Северна Македонија господината Магдалена Несторовска. Имавме средби, вчера на официјалниот ручек разговаравме заедно со министрите околу трговијата со луѓе, воспоставувањето на заеднички механизми за борба против трговијата со луѓе. Исто така остварив неколку билатерални средби со министрите за внатрешни работи на Хрватска, на Словенија и на Косово. Разговаравме за нашата билатерална соработка за подобрувањето на нашите односи во борбата против организираниот криминал и корупција. Секако дека еден од најважните делови е денешниот официјален состанок на министрите во рамките на Брдо процесот и тука разговаравме на две многу важни теми. Прво, справувањето со илегалната миграција и миграцијските токови и второ ќе разговараме за злоупотребата, пред се на сексуалната злоупотреба на децата преку интернет. Ова се две многу важни теми кои што представуваат сериозен предизвик и за државите од регионот и за државите од страна на Европската Унија. Напоменавме во однос на справувањето со миграцијата дека е важно да се изгради заеднички систем, односно заедничка политика во справувањето со илегалната миграција. Исто така разговаравме околу можноста за воведување на интероперабилност во однос на размена на податоци и информации во делот на миграцијата, така да секоја од државите која што има база на податоци или собира биометриски податоци за лицата кои што се мигранти и поминуваат низ територијата на државата, тие податоци да бидат разменети, со тоа што укажавме дека ваквото нешто е возможно да се вложуваат и финансиски средства и да се создаде ваков систем доколку постои интероперабилност со базите на податоци од страна на Европската Унија. Секако дека многу е важно да сите овие политики кои што ќе ги развиеме бидат заеднички политики кои што ќе допринесат да заеднички настапуваме во делот на справувањето со миграцијата. Второ прашање исто така важно и суштинско кое што го разговаравме, а тоа е реадмисијата, односно враќањето на мигрантите во земјите на нивното потекло. Заеднички констатиравме дека постои една сериозност во тој дел да ги искористиме сите механизми и да се воспостават пред се добри односи со земјите на потекло преку склучувањето на договори за реадмисија, се со цел да може да се враќаат овие лица назад. Познато е дека ниту една од државите во целиот наш регион нема или многу тешко доаѓа до склучување на билатерални договори за реадмисија и затоа како заеднички став е земјите членки на Европската Унија заедно со земјите на Западен Балкан да изградат стратегија како да дојдеме до договор за реадмисија на овие лица од делот на мигрантските токови. Сепак на крајот се констатира дека сите заеднички учествуваме и во градењето на политиките и остануваме посветени во справување со миграцијската криза, а на тој начин да ги заштитиме нашиот мир и безбедноста на земјите од Западен Балкан, на нашиот регион и на тој начин да воспоставиме и подобра координација и соработка и со земјите членки на Европската Унија. И секако за вториот предизвик, а тоа е сексуалната злоупотреба на децата преку интернет, нешто што се појавува посебно сега после пандемијата со COVID-19, заради тоа што премногу луѓето се затворени дома, во работните простори и така натаму и се повеќе се посегнува по ваков вид на криминал. Тој криминал кој што се прави врз децата е криминал за кој што нема никакво оправдување, криминал во кој што ќе мораме да се вара соодветен брз и ефикасен одговор на целото ова прашање и сметам дека денешната средба, заклучоците кои што ќе произлезат од оваа министерска конференција ќе бидат токму во насока на ефикасно справување со овој вид на криминал.